Кога кажав дека изгледа правото важи само за обичниот народ и не за суди и пратеници, мислев токму за одредување на мерка притвор, односно за симнување на имунитет. Мислев во таја смисла. Уште стојам позади тоа, затоа што сметам дека носителите на јавни функции, како што се пратеници, суди, обвинители, мора секогаш да бидат построго казнувани, затоа што се тие кои треба да го спроведуваат законот. Обвинителке, дали во дел од вашите предистражни постапки истраги има актуелни функционери на власт, откако сте вие шефица на обвинителството? Во каков било предмет? Па водиме некои предистраги, да. За какви дела, например? Не можете да откриете за кои? Не, сепак се работи за предистражни предмети, така да не би можела да кажам. Законот за јавно обвинителство, освен СЈ, го засега и обвинителството за организиран криминал. Ваш коментар за преговорите, ова е последниот закон кој што се чека од групата на правосудни закони да се донесе, и дали сте задоволни од оние информации кои што во јавноста веќе циркулираат, а го засегат вашето обвинителство, кој што ќе има помала надлежност сега во иднина? Видете, закон додека не се донесе во собрание, немам намера да коментирам, особено што преговорите се уште трајат и не знаеме какво ќе биде конечното решение, односно оној закон каков ќе биде испратен во собранието на гласање. И околу обвинението за организаторите за 27 најавивте дека можно во мај да има такво обвинение. Дали останува или нешто се промени, се одолжи во минатото? Да, во овие денови осомничените во предметот ги разгледуваат доказите заедно со своите адвокати, така да имам намера да ја привршувам истрагата.